Екипата на телевизија Нова денеска ден очи во очи пред големиот национален празник Илинден се наоѓа во Крушево. Пред околу 2 часа делегација на ВМРО-ДПМН предводена од Христијан Мицковски, генералниот секретар на партијата, а во состав на Антонио Милошовски, Дијана Транталовска и Златко Перински положија свежо цвеќе на 2 локалитети во Крушево. Најпрвин им оддадоа чест на загинатите борци, положувајќи свежо цвеќе пред Мечкин камен, а потоа исто така положија цвеќе и во местноста Слива. Имено и вчера во партиско соопштение од ВМРО-ДПМН апелираа до своите поддржувачи и членови на партијата да не присуствуваат на настани по повод Илинден, на оние настани каде што би можеле да бидат испровоцирани, а потоа и обвинети за насилство. Затоа, како што се вели во соопштението на партијата, доколку веќе одлучат да бидат дел од ваков настан, да се воздржуваат од провокации и насилство. А за тоа, зошто ВМРО-ДПМН положува свежо цвеќе ден пред големиот национален празник, во продолжение да ги слушнеме причините од Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН. Да им го честитам на големиот слободарски празник на нашата држава Илинден, и во тој спомен денес дојдовме да положиме букет пред споменикот на паднатите херои на Мечкин камен. Тоа го правиме денес од 2 причини. Прво, затоа што сметаме дека овој Илинден е премногу важен за на истиот да дадеме легитимитет на нелегално избрани функционери. Второ, затоа што имаме огромна чест како партија која што ги полага своите корени на историското ВМРО, да како современа генерација ја одадеме почита на паднатите жртви за Крушевската република, која што е темел на современа Република Македонија. И трето, ги повикуваме повторно сите наши членови, симпатизери и граѓани кои сметаат дека оваа порака е соодветна, да се воздржат од давање на легитимитет на прослави организирани од владата на СДС и ДУИ, затоа што цениме дека можно е со такви некои одлуки кои што го иритираат народот, како одлуката господинот Џафери да се обрати тука на Мечкин камен, да се создадат некои услови или некој да смислил некои намерни инциденти кои што можат да ја нарушат честа и достоинството на Илинден како еден голем македонски слободарски празник. Крушевчани дефинитивно се подготвени за овој голем национален празник, а денеска ден пред празникот, како што е најавено, започнува 50-то јубилејно издание на културниот фестивал 10 дена Крушевска република, кој што ете, како што споменав, по 50 пат се одржува овде во Крушево. Како што најавуваат организаторите, најпрвин пред официјалниот старт на манифестацијата во 8 часот и 30 минути предходно, 2,5 часа порано, односно во 18 часот ќе има положување свежо цвеќе пред местноста Мечкин камен, а потоа во 20 часот и 30 минути ќе биде и официјалното отворање на оваа културна манифестација пред платото на местноста Гумење. Како што информираат од организацијата, оваа културна манифестација символично ќе трае 10 дена од денеска па се до 10 август, а на агендата се предвидени околу 20 културни настани. Јас само би споменала дека вчера пристигна и традиционалната илинденска коњаница, која што патуваше 4 дена, таа тргна од Долно Лисиче во Скопје за вчера очи во очи до овој голем празник да пристигне токму овде во Крушевската престолнина.